Добро вечер, почитувани гледачи. 20 часот време е за централниот дневник на К1. Еве што ќе гледате во него. Со половина милион евра владата и годинава ќе го поддржи учеството на македонските компании од агросекторот на меѓународните реномирани саемски манифестации. Во 2016 година продолжува реализацијата на проектот за изградба на социјални станови. Оваа година во Свети Николе, во следните години ќе се гради и во Велес и Неготино. Високите температури ризични за земјоделството. Со половина милион евра владата и годинава ќе го поддржи учеството на македонските компании од агросекторот на меѓународните реномирани саемски манифестации. Ова го изјави портпаролот на владата Александар Ѓоргиев. Половина милион евра владата ќе одвои годинава за поддршка на македонските компании од агросекторот за учество на меѓународно реномирани саемски манифестации. Оваа владина мерка ќе можат да ја искористат винариите, преработувачите и производителите на овошки и зеленчук, како и млекарите кои се извозно ориентирани. Поддршката продолжува и оваа година затоа што оваа мерка во 2015 дала позитивни резултати. Ова владина програма дава на вистина позитивни резултати. Домашните компании кои што учествувале на саимските манифестации реализирале односи и потоа склучиле сделки со странски компании за извоз на домашни земјоделски производи во висина од над 35 милиони евра, и тоа е на вистина една добра гаранција и мотив повеќе за сите останати компании од овој сектор да ги искористат можностите кои што им стојат на располагање, да влијаат позитивно на нивната профитабилност и на отворањето на нови работни места. Следната саемска манифестација ќе се одржи во месец март, тоа е реномираниот саем ProWein во Дизелдорф, и сите извозно ориентирани компании од винскиот сектор се повеќе од добре дојдени да се обратат во Министерството за земјоделие и да ги истражат сите можности за земање на учество во рамките на оваа манифестација. Оваа владина поддршка се однесува на финансирање на трошоците за закуп на саемски простор, изработката и опремувањето на заедничкиот национален штанд, како и подготовката на промотивните материјали, со што македонските компании би добиле одлична можност за промоција и презентација. Реализацијата на проектот за изградба на социјални станови продолжува и во 2016 година. Според утврдениот план на владата, оваа година во Свети Николе, а во следните години ќе се гради и во Велес и Неготино. И оваа година продолжува реализацијата на проектот за изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи граѓани. Според утврдениот план на владата, во текот на оваа година ќе започнат тендерски постапки за изградба на 4 нови објекти кои опфаќаат 175 станови. Покрај Пехчево, Виница и Пробиштип и во општина Свети Николе ќе се гради објект со капацитет од 54 станови. Овој проект има голем број на придобивки, затоа ние ќе продолжиме со неговата реализација во текот на 2016 година и во годините потоа. Суштински елемент е тоа што се градат станови кои што потоа се доделуваат на лица во социјален ризик, тие да добијат дом, живеалиште и на тој начин сериозно да го подобрат квалитетот на својот живот. А сето тоа се врши во една јавна електронска постапка на аукција, транспарентно, без никакво учество на човечкиот фактор, со што се обезбедува становите да ги добијат лицата на кои што им се најпотребни. Градежните работи за дел од овие згради ќе започнат во втората половина на 2016 и почетокот на 2017 година. Според надлежните, во меѓувреме ќе започне изработка на документација за во следните години да се започне со изградба на станови за лица во социјален ризик во поголем број градови. Според најавите од општините во Вардарскиот регион, станбени објекти се предвидени и во Велес и Неготино.
Право на учество имаат 7 категории на лица, и тоа деца без родители или родителска грижа, корисници на социјална и постојана парична помош, лица погодени од елементарни непогоди, инвалидни лица или семејства со инвалидизирани лица, припадници со социјален статус од ромската заедница, самоохрани родители со малолетни деца и слепи лица, корисници на социјална или постојана парична помош. Високите температури во овој период од годината се ризични за земјоделството. На оваа тема колешката Валентина Михајловска разговараше со председателот на Сдруженијето Агротик Вешија Љупчо Аризанов. Невообичаено високите температури во овој период од годината можат да предизвикаат предвремена вегетација кај земјоделските култури. Истото негативно може да се одрази на овошките. Лозовите насади се уште се безбедни, но топлото време може негативно да се одрази и кај нив, смета Љупчо Аризанов, председател на Сдруженијето Агротик Вешија. Апсолутно имаме проблем со ова невообичаено време во овој временски период. Поради тоа што се гледа сливата вече на папене, на идрена, праската и оно исто така. Мислам дека посебно за овошките ќе ги излаже и може да направи проблем. За есенските посеви пак ова време е погодно и не би влијаело штетно. Не би толку штетно влијаело и да дојде некоја завладување на нив, но сепак невообичаено ќе имат преголем прирест, кој што за овој временски период е малку невообичаено, така да не посебно за пшеницата не би се одразило кој знае колку штет. Доколку се вратат ниските температури, постои опасност овошките да бидат уништени. Со тоа би се преполовил родот или пак целиот би бил уништен. Рекорден број на евидентирани итни повици и прегледи. Итната медицинска помош во Кавадарци за време на викендот за само 12 часа евидентирала 90 амбулантни прегледи и 20 итни повици. А за само еден ден, односно за празникот Свети Трифун, регистрирани се 5 инфаркти и 3 мозочни удари. Големите временски промени, наглото затоплување на времето, како и големите температурни разлики до 15 степени, го зголемија бројот на болни кои доживеале срцев инфаркт или мозочен удар. Во итната медицинска помош во Кавадарци телефонот се вжешти од повици од итни случаи. За време на викендот за само 12 часа биле евидентирани рекордни 90 амбулантни прегледи и 20 итни повици. Кај нас најголема работа се јавува за време на викендите, празниците и ноќниот период, кога матичните лекари не се на своите работни места. Исто така имаме пикови и при промена на краткотрајните временски промени, а исто така и при промените на годишните времења, најчесто тоа се есен-зима и есен-пролет. Кавадаречката итна служба само за празникот Свети Трифун регистрирала 5 инфаркти и 3 мозочни удари, бројки кои никогаш во историјата не се случиле. Според доктор Паракеов, проблемите со срцето и мозокот најчесто ги погодуваат хронично болните, и тоа тие со над 60 годишна возраст, иако има и млади пациенти. Големена инциденцата на мозочни удари, а исто така и инциденцата на срцеви инфаркти. За жал, кај помладата популација. Мозочните удари се јавуваат кај постарата популација, а овие срцевите инфаркти се јавуваат кај пациенти кои што се на средни години. Лекарите советуваат, кога доаѓаат вакви ладни и топли бранови, хронично болните да се придржуваат до терапијата и да не излегуваат надвор, да јадат свежо овошје и зеленчук, а за вирусно болните најважна од се е личната хигиена. Хигиената на раце, значи личната хигиена, и хигиената на храна во однос на овие заболувања, а во однос на заболувањата кои што се јавуваат на системот за варење, а кај респираторните заболувања исто така потребна едукација и хигиена, да се користат марамчиња кога се кива, кога се кашла и во периодот кога е во акутна фаза вирусното заболување кај пациентите,
да не посетуваат училишта, работни места, едноставно сами да се изолираат во своите домови. До крајот на овој месец и почетокот на месец март, сезонскиот грип ќе биде во екот на ширењето и ќе завзема се поголем замав. Повеќе од 20 години извидничките одреди Димитар Влахов и Мија Станимировиќ пишуваат заедничка историја. Оттаму велат дека на овој начин меѓусебна соработка полесно се доаѓа до европски проекти. Повеќе од 60 години извидничкиот одред Димитар Влахов ја пишува извидничката приказна во Велес. Смотри, обуки, збратимување со одреди од соседството се само дел од низата активности кои секоја година ги реализира одредот. Дел од проектите кои ги реализираат извидниците од Димитар Влахов се партнерство со братскиот одред Мија Станимировиќ од Ниш, кој повеќе од 20 години соработува со Велешкиот одред. Вчерашниот ден го искористиме со нашиот братски одред Мија Станимировиќ да ги договориме нашите понатамошни активности за периодот на 2016 година, период во кој што не очекуваат неколку активности поголеми. Нас како извидници од Велес, значи тоа се 30-тите јубилејни средби кај што ќе дојдат извидници од поранешните ју републики, односно сите оние кои што во изминатите години доаѓале, значи од поранешните 5 републики ќе имаме гости, но приоритетни се гостите кои што ние се како братски одред. Понатаму учеството на оној дел Велешкиот бренд регатата. Овој начин на заедничко дејствување е многу поквалитетен, а преку овие соработки полесно се доаѓа до странски проекти, вели старешината на извидничкиот одред Димитар Влахов, Ангел Чегушев. Целната група со европските фондови ни е Erasmus Plus, кој што има доста за млади, делот на млади. Тука сакаме да настапиме. Веќе неколку години пишуваме и работиме на проект кој што сакаме да го аплицираме, значи сите три држави да се соберат, местото е Охрид, значи да ги симнеме сите наши обележја, значи сите три републики бидат во едно обележје, значи да го презентираме она наше братско скаутско живење. Од одредот Мија Станимировиќ вела дека соработката со извидничките одреди од бившите југословенски држави е на високо ниво. Викендов Охрид е збирното место на извидниците од Балканот. Пре свега та интернационална сарадња бивших земјалја на Балкану е клjuč sastanka на Охриду. Ми смо то започели давно и негуемо ту традицију да се дружимо, да се виđamo. Зато смо негде одлучили да заедно кренемо на Охрид, да ми доđemo дан ранije овде, да се видимо sa tim našim nekim drugarima sa kojima se često viđamo. Базични школи за обука на млади извидници. 41-та меморијална акција Чика Драги се само дел од активностите кои извидничкиот одред Димитар Влахов ќе ги има во Ниш. Копаничарот Љубомир Бисинов неуморно на полека со прецизност ја создава резбата. Во неговата работилница со голема љубов, посветеност и внимание ги изработува неговите дела. Копаничарот Љубомир Бисинов со чеканот и длетата во рака неуморно, но полека со прецизност ја создава резбата. Инспириран од македонската староградска и сакрална архитектура, создал голем број ликови на светители, иконостаси, предмети, украсни рамки и парчиња мебел. Изработува копаници од ореово дрво во плитка, длабока подкопана резба. За Бисинов длабењето во дрво е искрена љубов, која не може да се занемари и сокрие. Со голема љубов, посветеност и внимание ги изработува неговите дела. Резбата е начин на живење за мене. Ме прекупира. Не е нешто што се работи само преку ден. Цртежите, појдовното нешто што е да се направи за било која резба, дали од помал формат, дали од поголем, изискува многу време. Неговата работилница представува втор дом. Таму може да се сретнат извонредни дела, изработени со голема љубов и прецизност. Пред се изработката на иконостасите, каде што за секој копаничар представуваат голема чест, бидејќи на тој начин остава свој печат во времето. Ако ќе направите неколку иконостаса, веќе не знам дали е тоа предизвик, повеќе го доживувате како обрз, како работна задача. Предизвика доека првиот. Трепетот е првиот доека се изработи. А после тоа инвентивноста е во правењето на нови цртежи, затоа што сите со различни архитектонска поставеност,
не сите иста димензија. Од неговите раце досега се изработени преку 400 украсни резби во различна форма и големина. Долги години Бисинов беше и раководител на копаничарскиот дел на сликарско-копаничарската колонија Папрадишки мајстори од 2005 година, а неговите дела, освен во Македонија, може да се пронидат уште во Хрватска, Србија, Црна Гора, Франција и Грција. Изложбата насловена како Цветна патека на мирот вчера вечер беше представена пред кавадарчани. Со 30 слики на платно и хартија се представи македонскиот хуманист и уметник Живко Поповски Цветин. Цветната патека на мирот беше изложена пред кавадаречките љубители на уметноста. Со 30 слики на платно и хартија, работени во масло, акрил и комбинирана техника, се представи македонскиот хуманист и уметник Живко Поповски Цветин. Патеката на мирот иде до 1 метар, односно, како што рече почитуван академик Мухич, нема 1001 метар, него има 1000 и метар увек секој пат повеќе. Пат до бесконечноста, пат до сите земји, па и до речното Перу. Нема разлика, нема религии, нема вери, нема нации кои можат да застанат на патот. Не може ни лудата Мара да застане на патот на пораката на мирот. Водата раздвојува, водата спаја. Цветин досега подарил околу 45.000 слики, а со мировните пораки тој имал околу 300 изложби по повод разни настани. Зошто ги избрал цветовите? Цветот не само како символ. Се разбира дека тоа е еден од најубавите символи. Дури не само ни како символ на мирот, иако тој ги слика само цвеќињата како символ на мирот. Тук како символ на она вечна несопирлива добрина, на она доблест која во секоја нова генерација одново расцутува. Живко Поповски гостувал и предходно во Кавадарци, а за тоа публиката ја потсети кавадаречкиот сликар и писател Петар Наневски. Реков, Живко Поповски не му дава на цветот да свене бидејќи го работи во продолженија. Јас оваа мудрост сега прв пат ја гледам во уметноста како сликар. Ова изложба која носи универзална уметничка порака за мирот преку светот на цвеќето како символ на љубовта, младоста, мирот, порака за зближување и соработка на народите на земјината топка за похуман свет во иднина. Навистина денеска да се биде во овај град после онај ден на Свети Трифон, кога се закроени лозите и кога лозите ги испуштаат своите солзи на македонската земја и на македонските мајки, за да низ виновата лоза, создавајќи вино кое со неговиот квалитет, со неговата убавина, со неговата питомост, се разбира доколку се пие во ограничени количини, тоа ја пренесува таа вистина за Македонија и верувам дека, еве, можеби тоа е некој глас. По вокација е агроном, нема ликовно образование, но љубовта кон сликањето, особено кон цвеќињата, му стана животна определба. Цвеќето на мирот, како што ги нарекува Живко Поповски своите дела, се наоѓа на сите континенти. Проценката на Европската Унија и САД за тоа дали има услови за одржување на изборите на 24 април одложена за утре. Во изминатите 24 часа издадени се потврди на вкупно 799 странски државјани. Вести од Македонија. Објавувањето на проценката на Европската Унија и Соединетите Американски држави за тоа дали се создадени услови за предвремени парламентарни избори на 24 април, која требаше да биде соопштена попладнево, по барање на лидерите на политичките партии, одложена е за утре, потврдуваат од амбасадата на Соединетите Американски држави и делегацијата на Европската Унија. Амбасадорите Аиво Ораф и Джес Бейли најавија дека проценката ќе биде објавена на 19 или 20 февруари
Инаку се оценува ситуацијата во 3 области: за подготовката на изборите, и тоа Државната изборна комисија и избирачкиот список во однос на персоналот на Државната изборна комисија и ревизијата на избирачкиот список, медиумите, балансирано известување и договорот на 4 партии за реформи во медиумите, одвојувањето на државата и партиите, како и притисоци и закани. По 11-ти пат кредитната агенција Фич ја потврдува оценката ББ+, кредитниот рейтинг за Македонија. Фич како база за својата оценка ги зема економскиот раст и одличната бизнис клима, среднорочните владени политики кои вклучуваат активни програми за вработување, капитални инвестиции во инфраструктурата и изголемување на социјалните надоместоци ќе придонесат за раст на потрошувачката на домаќинствата, како и раст на јавните и приватните инвестиции, оценува кредитната агенција. Според Фич, растот на македонската економија за 2015 година ќе изнесува 3,2% од бруто домашниот производ, додека за 2016 и 2017 година проектира 3,6%. Во извештајот на агенцијата, бизнис климата е особено поволна, а земјава се наоѓа на високото 12-то место во светот според условите за водење бизнис, согласно извештајот на Светска банка Doing Business 2016. Банкарскиот сектор е оценет како стабилен и добро капитализиран. Во изминатите 24 часа издадени се потврди на вкупно 799 странски државјани, од кои 333 од машки и 164 од женски пол, како и на 295 деца кои го придружуваат носителот на потврдата и 7 деца кои патувале без родител, на кои е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Според државјанството, 476 потврди се издадени на државјани на Авганистан, 234 на државјани на Сирија и 89 потврди се издадени на државјани на Ирак. Од почетокот на оваа година до вчера издадени се потврди на вкупно 83.987 странски државјани, од кои 33.494 се од машки пол, 18.185 се од женски, 32.130 деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 205 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Велика Британија останува во Европската Унија. Барак Обама побара од Турција да прекине со нападите. Ова е свето денеска. Договорот за останување на Велика Британија во Европската Унија добил едногласна поддршка од лидерите на 28 членки на Унијата, соопштил председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Договорено е едногласна поддршка за новиот договор за Британија во Европската Унија, напиша Туск синоќа на Твитер. Британскиот премиер Дейвид Камерон истакна дека договорот и овозможува на Британија специјален статус во Европската Унија и денеска ќе побара од новата влада да го прифати. Договорот предвидува 2 клучни елементи, кои ќе бидат вметнати во идните договори на Европската Унија: специјално изземање на Британија од натамошна политичка интеграција внатре во Унијата и обезбедување фер третман во врска со финансиските и економските ангажмани меѓу земјите од еврозоната и членките на Европската Унија кои се надвор од неа. Освен тоа, Британија ќе има право на работниците кои ќе дојдат да работат во оваа земја да им ги одземе во првите 4 години социјалната помош и бенефициите, додека сами не придонесат за финансирање на системот. Туск оцени дека станува збор за избалансиран и фер компромис, кој сите можат да го прифатат. Во телефонски разговор со турскиот колега Реджеп Таип Ердоган, американскиот председател Барак Обама побарал турските сили да ги прекинат нападите врз делови на сириска територија.
Председателот Обама изрази загриженост поради неодамнешните действија на сириските владени сили во северозападниот дел на Сирија и истовремено побара да се прекине со сите потези кои водат до ескалирање на тензиите со Турција и силите на умерената опозиција. Тој исто така потсети на заедничките напори да се победи исламската држава, се наведува во соопштението на Белата куќа. Турција треба да покаже реципрочна воздржаност, апелира Обама. Двајца службеника на српската амбасада во Либија, кои се киднапирани во ноември минатата година, загинаа во американските воздушни напади врз база на Исламска држава во Либија, а се чека официјална потврда од либиските власти и идентификација, изјави денеска српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачиќ. На пресконференција, Дачиќ истакнал дека добили информација дека во нападот загинале повеќе странски државјани, меѓу кои двајца службеника на српската амбасада. Сепак информацијата се уште не е официјално потврдена од страна на либиските власти. Шефот на српската дипломатија истакнал дека се очекува идентификација, иако добиле фотографии кои укажуваат јасно дека информацијата е точна. Возачот и службеникот на српската амбасада во Либија, Јовица Степиć и Сладжена Станковиć, се киднапирани во ноември минатата година. Македонскиот првак со конечни 38:36 на домашен терен успеа да го порази Кристијанштад. Со победа на работнички стартуваше пролетниот дел од домашниот фудбалски шампионат. Спорт. Неочекувано тешко извојувана победа на Вардар во ракометната лига на шампиони, македонскиот првак со конечни 38:36 на домашен терен успеа да го порази шведски Кристијанштад. За црвено-црните ова е 7-ма победа и нови 2 бода. Сега вардарци остануваат во борба за подобар пласман во групата Б, што ќе им донесе и полесен противник во осмина финалето од лигата на шампионите. Лука Циндрик имаше најдобро остварување за Вардар со 8 погодоци, додека Иман Џамали и Кристиојан Бјорнсен со по 7 гола предонесоа за гостинската екипа. Во следното коло Вардар му гостува на Пик Сегет, а во последниот надпревар од групната фаза на 5 март во Скопје го пречекува Монпелје. На програмата вечерва двата полуфинални надпревари од кошаркарскиот куп на Македонија. Победниците од дуелите Карпош Сокол и Куманово и МЗТ Скопје Аеродром Сокожов веќе утре ќе го одиграат и големото финале за освојување на трофејот со почеток од 18 часот и 30 минути. Во женска конкуренција екипите на Бадел и Лотос утре од 15 часот и 30 минути исто така ќе ги одмерат силите во финалето, откако славеа во денешните полуфинални пресметки против Клупски, односно Студент. Бадел ќе ја има можноста да го одбрани трофејот во женскиот национален куп, додека во машка конкуренција работнички веќе ја изгуби можноста да стигне и да го освои големото финале. Со победа на работнички над Младост Царев Двор стартуваше пролетниот дел од домашниот фудбалски шампионат. Надпреварот го отвори Алти Пармаковскиот пенал во второто полувреме и Ерера зголеми на 2:0 за романтичарите, за Шакири да постигне гол за царевите и да ја намали предноста на работнички за конечни 2:1. За составот од Дебармало ова е 6-та сезонска победа и привремено е на третата позиција на табелата со 27 бодови. Останатите надпревари од 19-тата рунда ќе се одиграат во текот на утрешниот ден.
Серијата на Јувентус од 5 последователни победи во италијанската серија А замина во историјата, откако екипата на Болоња успеа да го запре залетаниот противник и да се избори за заслужен бод на надпреварот кој се одигра на Ренато Далара. Со освоениот бод Јувентус сега број 58 бода по 26 одиграни надпревари во серија А, но му остави шанса на Наполи да се врати на врвот, доколку успе да оствари победа над Милан во дерби дуелот кој е закажан за понеделник на Сан Пауло. Двојки за 26-тото коло: Болоња Јувентус 0:0, Верона Киево, Интер Сампдорија, Торино Карпи, Сасуло Емполи, Атланта Фиорентина, Дженова Удинезе, Фросионе Лацио, Рома Палермо и Наполи Милан. Денеска имавме променливо облачно време со локални врнежи од дожд. Да ги погледнеме деталите за наредните денови. Тоа беше последната информација за денес. Ви посакувам пријатна вечер.